Од лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, како политичар кој претендира да стане премиер на државата, се очекува јасен став за референдумот закажан на 30 септември, а пред новинарите има должност да одговори на прашања, бидејќи тоа е во полза на информирање на граѓаните. Ова е заклучокот кој се добива од реакциите на социјалните мрежи по изјавата на претседателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски синоќа при соопштувањето на ставот на партијата за референдумот. Донесовме одлука секој граѓанин да постапи според сопственото убедување. Секоја индивидуа со сопствениот морал и совест ќе донесе одлука која смета дека е најдобра пред се за своето семејство и за нашата мила Македонија. Познатиот новинар и колумнист Сашо Кокаланов во својата колумна под назив "Ти си знаеш" го критикува Мицкоски за својот говор, при тоа најмногу за барањето ТВ дуел со премиерот Зоран Заев. Најголем цинизам на синокешниот прес на Мицкоски сепак не беше тоа што го зациментира немањето став за референдумот, туку што го повика опонентот Зоран Заев на ТВ дуел за темата за која немаат став. Не знам што ќе одлучи Заев, ама треба да е будала да прифати да учествува во акцијата Лето за Македонија, сега кога таа е завршена. Што има да се убедуваме допрва, кога веќе сте одлучиле да немате став? ТВ дуелот на Мицкоски со поддржувачите имаше логика кога ВМРО ДПМН се уште немаше одлучено што ќе прави. Сега е тоа тотално бесмислено. Пораките под Facebook објавата на Мицкоски пак од партиските поддржувачи најчесто се со порака дека од него сватиле дека треба да бойкотираат, но има и такви кои му замеруваат дека немал храброст самиот да повика на бойкот на референдумот. Најразочарани од синокешниот настап на Мицкоски се сепак новинарите, кои со часови го чекаат да го соопшти ставот од партиската говорница, а одбегна да одговори на новинарски прашања, нешто што беше практика на неговиот претходник Никола Груевски. Новинарката Фросина Димовска од Радио Слободна Европа по пресконференцијата на опозицијскиот лидер на Facebook напиша: "Настрана ставот на ВМРО за референдумот, разочарувачки и недемократски е по часови чекање да не одговара на прашањата на новинарите. Не бива така." Новинарот Фуркан Сали од TV21 пак вели: "Кукавичкиот говор и кукавичката одлука се обиде да ја ублажи со храбрата понуда за дебата, за да на крај не одговори на ниту едно новинарско прашање." Новинарката Зорана Гаджовска-Спасовска пак реагира дека и Мицкоски е лидер кој не сака да одговара на новинарски прашања. Најголемата реакција за Мицкоски сепак доаѓа од подпредседателот на партијата, градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Во изјава за порталот МКД, Јанчев вели дека не присуствувал на извршниот комитет вчера вечер, но неговиот став не е исти со оној на партијата. Колку што знам, само јас бев против ставот на партијата. Граѓаните членството сами да одлучат како ќе постапат на 30 септември. Јас сметам дека ВМРО ДПМН мора да има прецизен став за бојкот или излегување на референдумот. Вака топло-ладно не и личи на партијата. Ставот на ВМРО ДПМН во однос на референдумот соопштен синоќа доаѓа на неполни 20 дена пред одржувањето на референдумот.